5:20 са бајле се будиш, у 6:00 си у вода. Брзо се губи ако ти немаш континуитет на тренинзи. Значи ако ти не си редовен, да испуштиш 2 тренинга у неделата, како да не си бил на тренинг 2 недели. Ништо нема да ми се случи, ќе излезам у петок, сабота немам тренинг, недела немам тренинг затоа што треба да одмарам. У понеделник сум за тренинг спремен свеж. Меѓутоа ти си излегол, си се упропастил, дали од алкохол, дали си заглавил до касно, не си спиел како што треба. Побитен ми беше прогресот и резултатот на децата што работам со нив, отколку мојот личен резултат. Мартин, како си? Здраво, одлично, супер, се сеќавам дека у вашево студио. Да, ова ни е ново студио, испробуваме малце нешто ново во соработка со Ајна Кафе. Баш ни е мило еве со тебе втора епизода овде. Сега да те прашам за почеток, како и за секој гостен, што е за тебе ментално здравје? За мене ментално здравје е да си доволно релаксиран у работите што ги правиш, да си опколен со луѓе кои што стварно сакаш да бидеш со нив постојано, да знаеш кога си уморен дека ти треба време да се одмориш, да бидеш свесен за заморот и пред се да бидеш дисциплиниран во тоа што го правиш и честен во намерите. Да, тоа е интересно. Голем дел работи едно од валјда најголемите причини зашто доста од нашите гости се луѓе од спортот. Голем дел работи што ги спомна, се согласувам и се доста видливи во самиот спорт и од дисциплина, од спрема и па и релаксација, треба ти да бидеш релаксиран за да можеш да спортуваш. И баш ми е мило еве што имаме со тебе можност денеска, бидејќи пливањето е една работа што не ја знам и не ја можам. И не знам, прво трчање супер све тоа, ама у вода не ме била. И мило ми е што можеме да разговараме со тебе, некој кој што има доста остварено што како играчка, сега и како тренер. Кажи ми од кај почнува таа некоја пасија и таа некоја љубов кон пливањето? Па најверојатно како и сите родители основен спорт за развој на едно дете е пливањето, како еден од најдобрите спортови за психички и физички да се развие едно дете. Така да од тука и јас почнав со спорт како и секое друго дете, меѓутоа некако се пронајдов у таа средина и продолжив понатака и после првиот надпревар, затоа што у тоа време и сите клубови целеа да што повеќе надпреварувачи бидат и да има. Така да и исто и мојот прв матичен клуб, нормално на прво надпреварување ги пуштаат сите деца кои што се спремни до некој ниво да може да се надпреваруваат. И од таму ми дојде идејата, мислам на тој прв надпревар, прв у група и викам окей, тоа е тоа. Па неполни 8 години отприлика, да. Помеѓу 7 и 8 години, да. Да, генерално кај нас е таква ситуација да системот не ти дозволува ти да, не знам, надвор у Европа, у основно образование ти е задолжителен спорт пливање. 2025 година неписмен си ако не знаеш да пливаш. Значи, тоа иде некако така го компарираат едното со друго. И веќе сегде у Европа, у Америка, да не правам муабет, у основно образование веќе има спорт пливање, каде што они имаат некои проекти до, не знам, 5 оделение, да секој дете мора да може да исплива 25 метри у длабочина која што е преку неговата возраст. Така да, за жал кај нас уште сме далеко од тоа, од причина што ние немаме првично доволна инфраструктура, немаме спортски центри, немаме базени, а понатака и немаме услови. Тоа е две работи поврзани. Нема кај нас поготоа ако не си од Скопје, ако не си идел со твоите на одмор на лето, нема кај да научиш до некаде. Нормално, сега има прилики и мислам дека се поеќе и самата свесност за тоа е поголема ама тоа е така, едноставно кога немаш услови, нема каде да научиш да пливаш и да спортуваш со пливањето и да ги тоа што кажа ти. Јас знам бидејќи нели јас сум во кошарката кај што нонстоп се збори пушти го на пливање, па како да се опораш од повреда или да се релаксираш, да
да опоравиш различни мускули, да работиш на различни мускули. Кај нас тоа не е толку возможно. Да, дефинитивно кај нас пливањето се користи, можам да кажам 90% од случаите од терапевски причини. Ние се баш тоа го разговаравме денеска со колегите. Доаѓаат кај нас деца кои што имаат потреба да се доразвијат. Ние збориме од аспект на професионален спорт и со каков кадар фактички располагаме со деца кои што 90% од оние деца кои што се малце пофизички развиени за нивна возраст идат на кошарка, идат на ракомет, фудбал не баш толку, али примерно ние што се екипни спортови каде што исклучително ти е битно да си погабаритен. Меѓутоа и у пливањето исто така битно ти да си добар габарит за да можеш да имаш добар резултат. Меѓутоа ние тие деца идат у оние спортови кои што се поатрактивни за родителите од финансиски аспект и ние работиме причински последично на тоа со деца кои што се помалце развиени со цел да се доразвијат, не да се надпреваруваат. Сега ние од таква база на деца правиме надпреварувачи, затоа мислам дека исклучително добри пливачи искачаат. Мислам имаме стварно квалитетни пливачи, меѓутоа базата со која што работиме е таква. Доста сиромашно. Да. И кои беа, например, спомнуваш дека деца најчесто се одлучуваат за многу поатрактивни спортови кои што ги гледаат или имаат некои идоли се тоа. Што те натера тебе да се одлучиш за пливање, не за некој друг спорт? Па знаеш како дете ја пробував све. Мислам, имам тренирано кошарка, имам тренирано други спортови, меѓутоа не знам, некако тука се кликнав, тука се пронајдов и тука останав. Мислам, генерално и кај нас има деца кои што се стварно крупни, големи, габаритни и остануваат у спортот, меѓутоа она што кажав, големиот процент не ни почнуваат со пливање, него директно иде на некој таков спорт кој што нели од првично од финансиски аспект го гледаат дека ќе има поголем бенефит наместо да тренира пливање. Да. Кои беа некои, кога се навратиме малку на твоите почетоци или не тие некои младенски години кај што почна да се надпреваруваш, кои се некои предизвици со кои што ти текнува да се соочил во самото или во надпреварување, дали тоа ќе биде во процес на тренинг или кои беа тие предизвици што ти се соочил во самите почетоци некои младенски. Да. Па пливањето како спорт бара исклучителна дисциплина и е спорт кој што мислам генерално секој спорт ако се бавиш професионално факт е дека треба да се посветиш максимално. Меѓутоа принципот и процесот на еден циклус пливачки е дека ние правиме 10 пливачки тренинзи во една недела. Тоа значи дека пливаш 2 тренинга на ден. И плюс дополнително кога ќе бидеш во некоја фаза каде што си доволно развиен, вклучуваш и тренинг на суво, односно теретана или фитнес тренинг. И практично тебе ти е 8 сати у текот на денот ти се посветени на тренинг. Значи ние станувавме пример, ќе кажам баш на помеѓу последните години, она која беше кога тренирав најпрофесионална форма. 5:20 са бајле се будиш, у 6:00 си у вода, пливаш 2 сати, завршуваш, идеш дома, до ручек, легнуваш да спиеш, затоа што си станал у 5. Стануваш, ручек, у 2 сати у теретана до 4, од 4 до 6 пак си на тренинг, што значи дека и после тоа имаш период нели на опоравак, стречинг, масажи и така натака. Секој тренинг ти се снима со камера, па имаш анализа на тренинг, што си направил погрешно, што си направил добро, на што треба да обрнеш повеќе внимание. Така да, исклучително захтевен како спорт и она што е многу битно, што, пример, за разлика од, мислам не сега го споредувам како спортови, меѓутоа, осетот со водата што го имаш, затоа што ти си во неправилна средина, значи ние како пливачи не си на копно, нешто што не ти е природно, осетот со вода многу брзо се губи ако ти немаш континуитет на тренинзи. Значи ако ти не си редовен, да испуштиш 2 тренинга у неделата, како да не си бил на тренинг 2 недели, буквално. А не дај Боже да доеш у ситуација да имаш некоја повреда, каде што не можеш да пливаш, или па си болен, многу е поголем процесот на враќање во форма, за разлика од било кој друг спорт.
Да, тоа е интересно бидејќи да ние не сме создадени да бидеме у вода, ние сме на копно и тоа е интересен аспект. Бидејќи некогаш е многу полесно да, знаеш, многу е потешко да дојдеш до некој пик и отколку да го одржиш, а за некои спортови да, и ако испуштиш неколку тренинзи не се чувствува толку многу. Да, особено у колективните спортови каде што не зависи се од тебе. Океј, треба да си има спортисти и у екипни спортови кои што се истакнуваат, кои што се посупериорни од другите, меѓутоа не зависи се од него. Индивидуалниот спорт како индивидуален спорт зависи се од тебе. Да. И поготово ете у пливањето, каде што ако пропуштиш тренинг 2 или повеќе, одма се приметува и на формата и на тоа како ти го работиш тоа. Значи, целиот процес и целата програма што ти е предвидена, освен што треба ти да бидеш посветен максимално на тоа што треба да го изработиш, треба да внимаваш дополнително да не се повредиш, да не се разболеш и така натака. Ај сега дај ми малце и на оние што не слушаат по-добра слика, бидејќи нели пливање е спорт, ама и во пливањето имаш различни дисциплини. Да. Еве, ти почнуваш и како одредуваш која дисциплина, како функционираат тие дисциплини, за надпреварување, начини на надпреварување, како функционира целиот тој систем? Па кога тренираш, генерално у тие помлади категории ги тренираш сите дисциплини. Мислам и пожелно е да се тренираат сите дисциплини, дополнително мислам и кога си по друга фаза, меѓутоа кога веќе си специјализиран за одредена дисциплина, тренингот ти е специјализиран врз основа на тоа што треба да го работиш за таа дисциплина. Меѓутоа генерално у младинските дисциплини ние сме пливале све. И кога ти пливаш све, кога тренираш се, тогаш се надпреваруваш во сите можни дисциплини и врз основа на тоа каков резултат ќе постигнеш у одредена дисциплина, ти уствари правиш некоја проценка у која дисциплина си ти добар и у која треба да се насочиш. Така да. И после тоа продолжуваш поспецијализирано во... Да, после тоа работиш у поспецифична фаза за таа дисциплина која што гледаш дека најдобро ти оди. Односно, добро, има параметри, има резултати, гледаме како пливаат надвор, кој ќе се земе таа цела сума, мислам на резултати, гледаш кај се наоѓаш и у која дисциплина фактички најдобро перфорираш. И после тоа у таа дисциплина се специјализираш. Имаше ли момент кај тебе кај што вика, окей, ова да. За ова ме бива, ова е тоа што продолжувам? Па момент, значи ја како јуниор генерално како што кажав и претходно ги пливав сите дисциплини, меѓутоа како веќе почињаш да се градиш посериозно, намалуваш дисциплини и се фокусираш на одредена дисциплина. Мислам, порано пливав и грбно и делфин, па потоа останав само на делфин и крал, па на крај завршив само со крал дисциплина да пливаш, така да. Значи не е се одредуваш за едно и толку останува после. Да. Кажи ми, еве, кога доаѓаш да се надпреваруваш, бидејќи самиот спорт сам по себе, поготоа ако се надпреваруваш професионално, носи притисок од резултати и од перформанс. Како тоа на тебе влијаеше, например, окей, на почеток не знаеш, почнуваш со трки, ама после тоа кога сваќаш кои се на некој начин што значи една трка, кога веќе се надпреваруваш професионално, како тоа влијаеше врз тебе, тој притисок од перформансот, остварување на некој резултат? Знаеш како, пред да почне пред да почне сезона, секојаш имаш таргет на надпревари на кој што сакаш да учествуваш. Тоа се генерално меѓународни надпревари од аспект на, не знам, европско светско првенство, универзијада, олимпијада и така натака. Значи, целта на секој професионален спортист, индивидуален спорт му е да учествува на олимпијада, затоа што тоа е некоја круна на одредена кариера спортска и нормално да се представи на олимпијада во најдобро светло. Меѓутоа, циклусот за еден олимписки циклус трае 4 години. У тие 4 години секоја сезона имаш одредени други надпреварувања, како што се европски, светски и така натака. Генерално ставаш пик на тоа надпреварување и ја спремаш програмата, односно се спремаш за тој надпревар. До тој надпревар имаш одредени тест надпревари, каде што ти ја проверуваш формата, дали идеш у добра насока за тоа што треба да го исплеаш. За да учествуваш на било каков надпревар од тој калибар, има одредени норми кои што ги предвидува или матичната федерација или светска европска федерација. И гледаш пример у која дисциплина си најблиску до таа норма, односно нормално у твојата дисциплина.
и таргетираш време кое што треба да го постигнеш на одреден надпревар. Нормално тој надпревар треба да биде квалификацијски надпревар кој што ќе биде поддржан од Светска или Европска пливачка федерација. И процесот е тој, значи почиња сезона у втора фаза на втор период на август и завршува негде у наредна година јуни, август тој период. Да, така да, цела година трае целиот тој процес каде што отприлика негде у декември, јануари има светски и европски првенства кои што се у мали базени, односно 20 метарски базени, а во јуни, јули, август у тој период се тие светски и европски првенства во големи базени, односно олимписки базени 50 метарски. Фактички ти у една цела сезона имаш два пика кои што треба да ги исполниш за да обавиш учество на 20 метарски и на 50 метарски базен. И што се случува на пример со тебе? Кој доаѓаш пред таа трка, пред тој пик, како, дали имаш, не знам, што ти е у главата буквално у тие моменти, бидејќи од тоа ти зависи голем дел на олимпијада, што е... Да. Целта е една, значи целта е да го испливаш резултатот, односно нормата која што треба да те однесе на тоа големо надпреварување. И апсолутно притисокот е голем и гледаш колку побрзо да го елиминираш тој притисок, односно на колку, затоа што не е само еден надпревар што те носи до тој надпревар. Значи имаш повеќе тестови. За пример, почиња сезона у август, у септември имаш еден тест. Знаеш дека у септември е многу рано за да го направиш тоа, меѓутоа ако си у супер форма и си многу блиску или си ја испливал веќе постоечката норма која што ти е, пробуваш на тој надпревар да го потврдиш резултатот. Меѓутоа на тој надпревар настапуваш, гледаш у каква ситуација си, знаеш, мислам, свесен си за тоа што знаеш што си изработил претходно. Не е сега дека име фрлја у вода и исплеав резултат, зашто исплеав вака. Значи, апсолутно, у овој спорт упливањето е многу јасно и многу чисто. Не можеш да имаш резултат ако не тренираш. Значи, не можеш на среќа да испливаш. Знаеш, као, не постои такво нешто. Да, тоа е тој момент кај што ти можеш да поминеш тренажен процес кој што некојаш е многу потежок од самата трка, кај што ќе доеш и ќе испливаш. Тоа ама треба да се спремаш со месеци за да доеш до тој. Значи многу фактори се упрашање, не е само тренингот, исхрана, како што кажав, мора да си постојано здрав, мора да се чуваш дисциплината, значи тоа е целиот дел на дисциплина. Како се однесуваш после тренинг, пред тренинг, надвор, друштво, другари, искачања, алкохол и такви некои работи кои што нели денешното време ги занесува младите и оние што иако се пример потенцијални таленти или сака да се вклучат во некој спорт, меѓутоа околината ни е таква каде што не се заштитени тие деца кои што се насочени у спорт да можат да живеат во некој таков затворен систем како што е надвор, има подредени кампуси кои што нели олимписки центри или спортски центри каде што претежно пред големи надпревари или пред одредена фаза у спремање, цела репрезентација, сите можни спортови, некој тип на карантин, сите заедно тренираат каде што целта на тоа е да се тргнат од тие лоши влијанија кои што делуваат на нивната кариера спортска. Да. И тие се некои работи, поготово барем од тоа што ја го имам увидено дека тие се работи кога станува збор за некој млад спортист да може да ја направи разликата помеѓу еден спортист и друг, како тие се некои мали моменти кои што ти дозволуваат ти да станеш професионалец, кај што ќе можеш да имаш ти дисциплина и да кажеш нема да искочувам надвор, пошто едноставно мора од Сабајле у 5:20 треба да станам за да пливам и имам уште два тренинга тој. Да. Апсолутно, да, мислам, јас сум го осетил тоа на моја кожа затоа што низ период процес на спремање, сум имал прилика да тренирам со спортисти, односно со пливачи кои што биле у топ 5 свет. И нивниот принцип на функционирање и начин на живење сум можел да го искусам затоа што сум живеел со нив у иста куќа, сум тренирал со нив, сум јадел, сум функционирал. И се имавме една прилика, пример, доаѓам ја у Србија да живеам и да тренирам. И на колега му викам, видов тука има една дискотека нова, идеме
да видиме што се дешава таму, ми вика, не брат, европско првенство као има, до тогаш не искачам, викам 3 месеци има до европско првенство, као нема шанси, као после европско првенство окей, ама до тогаш нема шанси. И знаеш као не си живеел у таква околина, у таква средина со такви спортисти каде што нивниот мајндсет е више така сетиран да он до тогаш има таква цел дека мора да остане читав, значи мора да остане здрав, мора да остане професионален, затоа што се случило, мене ми се случувало и на други спортисти. Ништо нема да ми се случи, ќе излезам у петок, сабота немам тренинг, недела немам тренинг затоа што треба да одмарам. У понеделник сум за тренинг спремен свеж. Меѓутоа ти си излегол, си се упропастил, дали од алкохол, дали си заглавил до касно, не си спиел како што треба, не си се одморил како што треба, идеш у понеделник на тренинг, не извршуваш задачата што треба да направиш. Значи не у текот на тренингот имаш цел. Значи таа цел дали се, не знам, 10 стотки на 1.20, 10 пати по 100 метри слободно на 1.20, кој што тие 10 стотки треба да ги изработиш на тој начин да првата ПС-ка ја пливаш, не знам, толку секунди, втората ПС-ка треба да ја вратиш побрзо исто или меѓутоа и у таа ПС-ка, освен што треба да ја вратиш у исто време, треба да направиш исто број на завеслај, односно исто циклуси, или треба да земеш исто пати воздух или на одредени задачи кои што треба да ги исполниш. И тоа све придонесува на тоа како ти си одморен и свеж за да можеш тоа да го изработиш. Така да сум ги осетил и тие моменти, имало и такви ситуации кои што претходно ти не си ги размислувал, немало кој да ти каже, не си имал и да ги видиш, тоа сигурно повеќе врз тебе влијаело тој некој разговор со тој колега што спомна, отколку тебе тренер или родител дома да ти го каже тоа. Да, но тука си ги правил тие работи и тоа што си имал ситуација каде што си бил најдобар. И као најдобар си кажеш тоа што го правам најверојатно е најисправно. Меѓутоа кога ќе се појавиш у средина каде што има многу подобри од тебе и ќе видиш како функционираат, и тренерот ќе ти каже, знаеш, не е окей тоа да го правиш, да излезеш сега, му викам, зашто као сум го правил тоа и претходно се ми било нормално. Окей, пробај процес, истренирај 3-4 месеци у овој континуитет без да излезеш и после тоа искочи да видиш дали ќе го направиш тоа што мислиш дека. И сега на некој начин лајфстајлот што си го водел, таков, не ти дало прилика да ти помислиш или размислиш или искусиш дека тоа уствари може да влијае стварно така на тоа што го правиш. Да. И у принцип процесите, односно прогресијата која што треба да напредуваш, ти е многу позабавена ако водиш таков начин на живот за разлика од обратно. Значи побрзо ќе напредуваш, повеќе ќе напредуваш. Да, и едноставно професионалниот спорт бара жртва. И тоа е, например, тоа доста често го кажувам на подкастов, 99,9% деца кои што ќе почнат со некој спорт нема да станат професионалци. Да. Бидејќи реално сите спортуваме, најразлични спортови, некој започнува па не продолжува, некој продолжува па го игра или кој да е спорт, до некоја средношколска возраст, малце повеќе, ама професионалните спортисти бараат огромна жртва да ти можеш еден ден да идеш и да се натпреваруваш на Олимпијада. Да. Влогот што треба да го направиш е сериозно голем и не сите се спремни да го направат тој чекор. Значи, сите сака, не постои човек што можам да го сретнам на улица, да го прашам, не сака да биде, не знам, Новак Џоковиќ или неќе да биде Мајкл Џордан или неќе да биде Мајкл Фелпс. Меѓутоа, освен тоа што е талент, дарба и сите тие работи што се попратни, кои што се 10%, 20%, све друго е жртвата, дисциплината и влогот што треба ти да го дадеш за да стигнеш до тоа ниво. И реално за тоа се тие луѓе што можеш да ги изброиш на прсти кои што може да го дадат тој влог за да стигнат на тоа ниво. Да. Како на тебе тој аспект? Спомна да се селиш во Србија, таму продолжуваш со како и тие некои работи влијае, дали ти помогна и колку ти требаше уствари да сватиш тоа или да го примениш во пракса тоа што започнуваш да го учиш, да го гледаш како врвните спортисти функционираат, каков е нивниот процес? Па со самото тоа што си ја сменил средината, веќе можеш да се прилагодиш на нова средина. Ако таа средина која си ја променил, нормално циљаш да идеш на подобра средина, ако таа средина што си ја променил е подобра од таа што си ја работел, значи си на право место. Меѓутоа, со самото тоа што кога веќе си таму ги гледаш другите како работат, не можеш ти да се двоиш од нив затоа што апсолутно нема да припаднеш таму и многу брзо можеш да бидеш отстранет од таа средина, така да
исклучително доста позитивно и од аспект на искуство и од аспект на знаење и она што може да се научи, позитивно влијаеше тоа на мене. И ги охрабрувам сите млади спортисти кои што имаат можност да пробаат интернационално да се надградат, да го направат тоа што помала возраст. Првично ради тоа што нашава држава е мала држава и условите кои што ги имаме овдека се на ниско ниво. У било која друга држава што е поголема и поразвиена и исклучително поразличен систем, ги охрабрувам да го пробаат тоа, чисто за да направат споредба и да видат каде се. Да. Веќе некојаш можеш да загубиш осет, тоа што спомна ти преска. Да, овде сум најдобар, се функционира и губиш и не напредуваш. Тоа ти можеш да бидеш најдобар, можеш да рушиш државни рекорди, да бидеш најдобар дали ќе биде тоа у твоја возраст или па и професионална, ама ако не се споредиш со најдобрите, дали стварно си најдобар? И дали напредуваш, не дали си најдобар? Да, не е само ти да се споредиш со најдобрите на надпревар. Значи тоа е надпревар кој што си се споредил и меѓутоа не дава реалната слика. Реалната слика е ти да го живееш нивниот лајфстайл, да го живееш процесот каде што они го стигаат да стигнат до таму. Тоа што ти што прави он, што правам јас, не можеш да го видиш затоа што не функционираш во иста средина. Зашто е он подобар од мене, да можеш да го доживееш тоа и да бидеш во таква средина каде што тој што е најдобар функционира. Да. Сега, каде во целиот овој процес доаѓа Олимпијадата и можноста да се надпреваруваш на највисоко ниво за теа? Па, генерално, да, исто како и на другите големи надпревари, и за Олимпијадата постојат норми, постојат критериуми кои што треба да ги исполниш. Во помалку развиените земји каде што нема олимписки каде што нема олимпијци кои што имаат освоена норма, да самиот олимписки комитет дозволува во индивидуални спортови, тоа се пливање и атлетика, да спортистите добијат одредена wild карта, се вика таа, каде што они ќе добијат можност да учествуваат и да се надпреваруваат. Сега тие критериуми генерално ги во заедничка комуникација со Светската и Европската федерација и нашиот олимписки комитет одлучуваат врз основа на одредени параметри или резултати кои спортист треба да настапи. Тоа се бодови по фина таблица, односно таблица на Светската пливачка федерација, и генерално пливачот кој што има најголем број на бодови, односно највреден резултат по бодови, ја добива таа wild карта, едно машко, едно женско, за да учествува на таа Олимпијада. Мислам, да, Олимпијада е една од, како што кажав и претходно, врв на круна на секој спортист кој што сака да учествува. И нормално секој кој што се занимава со било каков спорт, целта му е, предпоставам, мислам генерално да учествува на такво надпреварување. Да. Јас немам учествувано на Олимпијада, да. Меѓутоа сум учествувал на 4 универзитетски игри, тоа се на некој ниво како Олимпијада, едно ниво пониски од Олимпијада, истиот процес, истиот систем, значи тоа е олимписко село, каде што има повеќе спортови, како што беше кај нас сега Европскиот олимписки фестивал, и е стварно сериозно искуство и многу добро искуство за секој спортист кој што ќе учествува. Мислам, генерално било кој настап репрезентативен, без разлика дали е тоа најосновен надпревар као митинг или нешто слично, меѓутоа со самото тоа што ти ја представуваш државата на поразлично ниво, е сериозен предизвик и сериозно чувство како спортист кој што го носиш со себе. Да. Зборувавме за тоа како и кои се жртви потребни, дисциплина, тренинзи. Дали некој си почувствувал некој удирање на тој ѕид, на некој бърнаут, презаситување во текот на еден, дали тоа ќе биде тренажен процес или во текот на една година, кај што се надпреваруваш, дават се, ама не можеш едноставно толку. Дали си се соочи со тоа нешто во твојата кариера? Па да, знаеш како генерално
сезоната трае доста, мислам цела година и е доста напорна. Тренинзите што ги работиш и така натака. Доаѓаш у фаза каде што не знаеш зашто не можеш да напредеш. Дали си претрениран, дали нешто не тренираш како што треба, дали нешто други се сегментите кои што ти попречуваат, значи у текот на годината се соочуваш со различни предизвици, ти се случуваат најразлични работи. И мислам дека секој спортист има период у годината каде што нешто не му иде, нешто не преко што треба, не напредува како што треба. И нормално сум го имал и јас тој период, меѓутоа поентата и целта е на тоа само да имаш трпение да се надмине тој процес. Да промениш нешто, кој што, мислам, постојано треба да променуваш нешто, да промениш нешто, кој што тоа нешто ќе те донесе на правиот пат. Меѓутоа мора да си трпелив, ако сакаш да успееш. Ако се откажеш при првиот момент каде што ти не напредуваш или стагнираш, значи не било тоа за тебе. Значи тоа што го правиш не е за тебе. Да, треба трпение, така и со повреда, например, кога се оправаш од повреда, ако се вратиш пребрзо или порано тоа што треба, мислејќи дека можеш, да, ќе направиш уште полош. Да, мислам, доста и спортисти, мислам, секое човечко битие е лимитирано до некој стадион. Значи, поентата е тоа што го правиш да го изведеш максимумот од себе. И кога ќе стигнеш до тој момент каде што знаеш дека ти си веќе у таа фаза и дека си го постигнал праймот, треба да можеш да се задржиш тука на тоа ниво колку што можеш и после постепено како веќе опаѓаш да полека постепено се повлечеш. Многу спортисти не можат да се носат со тоа и кога ќе дојдат до тој стадиум веќе не знаат што треба да направат со себе и после тоа доаѓа до најразлични идеи кои што и се добри и не се добри. Обично посегнуваат по одредени супстанции кои што мислат дека ќе им го подобрат перформансот или ќе дојдат у фаза каде што ќе се претренираат па ќе се повредат, па таа повреда после поентата на повредата не е дека ти не можеш да излечиш, него траумата што ти си ја направил сам на себе што ќе те води низ целиот тој процес постојано додека ти тренираш, работиш и така натака. Така да ја имав среќа каде што у процес на залесна кариера паралелно направивме еден летен камп со професорката Наташа Мешковска, каде што имавме доста голема база на деца на пливачи. И ја уште тренирав и ги тренирав, значи правевме као некој сега у модерно време се тие клиники, меѓутоа ние го крстивме тогаш летен камп за деца. И од таа база на деца сака да продолжат, значи доаѓа септември каде што нас ни починат прерувачка сезони и така натака. Тие деца сака да продолжат и Наташа ми ка, слушај, гревата е децава, знаеш да не продолжат со тренинг, веќе имаме база, дај направи академија, школа, нешто, нека продолжат тие да тренираат. Мислам, имаш 2 сати од денот кои што ќе можеш да ги посветиш на нив. И така почна таа идеја, почна академија Таква Про, која што сега моментално брои околу 150 активни членови. Имаме 7 тренери кои што секојдневно работат со одредена група на деца. Имаме група за почетници, имаме група за напредни пливачи, нели они транзитираат од малу голем базен како напредуваат. Имаме група за надпреварувачи, имаме група за напредни рекреативци, оние кои што сакаат да доаѓаат само да се рекреираат и да пливаат чисто со тренер или да се бават со тој спорт. И имаме репрезентативци у клубот, едни од најуспешните пливачи се членови на нашиот клуб. Така да у тој момент, у тој период знаеш дека веќе не сакаш, јас се надпреварував, меѓутоа ми беше побитен прогресот и резултатот на децата што работам со нив отколку мојот личен резултат. И тука беше тој момент каде што требаше да се одлучам што ќе правам понатака и така дојдов у таа транзиција на преквалификување од пливач да бидеш у тренер, односно да ги водиш тие млади пливачи кои што се уште членови на клубот и веќе се едни од најдобрите пливачи у нивните категории, јуниорски и така натака. И целиот тој процес е многу интересен да кога ќе ти почнеш од дете некој кој има 4,5-5 години, го држиш у рака и го учиш да плива и сега доаѓаш у некоја фаза каде што тоа дете се надпреварува и освојува награди на државно национално ниво. И таа сатисфакција и тој процес е баш онака интересен и
те исполнува и ме држи тука каде што сум у спортот. Мислам, мене пливањето ми е прва љубов, меѓутоа ете, сум имал среќа и прилика да останам у спортот, каде што ќе можам да спојам и добар, мислам, и да имам финансиски бенефит од тоа и плюс дополнително да правиш некој општо добро. Да. Да, па и мислам дека ние као личности, као луѓе, многу поубаво се чувствуваме кога ќе му помогнеме на некој друг, колку нешто убаво на нас ќе ни се деси. Па не сите, не дека сите, има такви. Да. Тоа е, барем ја мислам дека е човечко во нас, дека што сакаме и убаво ни е нечи друг успех на кој што ние сме му придонеле. Апсолутно, да, мислам било кој развој и процес на некој кој што ете знаеш дека тие деца или тие луѓе утре кога ќе пораснат ќе те памтат тебе за цел живот затоа што ти си бил тој кој што ги научил нешто, као ја што ја памтам мојата прва учителка у основно училиште или така натака, да. Како беше процесот, например, веќе неретко во било кој спорт, нели, ако сака спортист да остане у спортот, пробува да биде тренер, ама не секој може да биде тренер. Како беше тој некој процес за тебе која ја донесе одлуката, виде дека тоа е нешто што сам кажа, тебе повеќе те интересираат нивните резултати на тие деца што им помагаш? Кој беше тој процес за да знаеш дека окей, јас сега сум тренер и овие работи морам да ги направам за да бидам подобар тренер и да им можам повеќе да им помогнам на деца? Па некако природно се случуваат тие работи. Ја искрено немав амбиција, мислам, никогаш не ми било у глава дека ќе работам со деца или ќе бидам тренер. Ја паралелно додека ја градах мојата пливачка кариера, ја сум економист по професија, магистрирав у Белград, додека пливав таму, затоа што имав и периоди у животот кај што тренирав у Белград. Додека тренирав таму и се школував таму. Мислам, не ми беше мене целта дека јас ќе завршам со пливачка кариера и ќе останам у спортот. Значи, знам дека каква е ситуацијата, дека од пливање не можеш да живееш како што можеш да живееш до крај на животот ако тренираш некој колективен спорт. И баш со таа цел идев дека морам нешто да завршам, мислам, морав да се школувам. Така да природно дојдоа тие работи да ете у тој процес се случи да правиме камп, од кампот да остане база на деца, со тие деца ја работев, мислам, додека се одвиваше кампот и после некако природно ме прифатија, природно го прифатив тој дел и така почна све, мислам, да. Да. Кажи ми сега, еве кога зборуваме веќе за и кога превршуваме за тебе као спортист, една од работите зашто ја го сметам спортот за можеби најважна работа во развој на едно дете, бидејќи доста од работите што ќе ги научиме у спорт се апликабилни во живот. Ние ги користиме, а ги учиме у спортот. Кои се некои работи, например, што ти како дете и сега како возрастен, па и како тренер кој што се обидуваш да ги научиш деца, кои што реално од тие деца кои што поминуваат еви во твојот клуб, нема голем дел од нив нема да станат професионалци, ама кои се некои работи што сакаш да им ги пренесеш на нив, што ти си ги научил преку пливањето и спортот воопшто? Дефинитивно, значи преку дали ќе останат они врвни пливачи или нема да останат врвни пливачи, бенефитот од тоа што они ќе научат да пливаат. Значи нема ништо подобро од тоа да ти имаш дополнително некој скил. Со тоа што она што е битно дека ете пливањето како спорт ја и на многу родители као што ќе плива, многу е битно да научи да плива затоа што утре ти како родител на твоето дете ќе треба да го пуштиш негде на одмор, да иде со другари, со друштво или со било што, не знам, на екскурзија. И ние сме го правеле тој процес као млади, не знам, ќе изнемиш педалина, глисер, скутер, било што, ради зезање, ја да те фрлам, нема да каже дека не знае да плива, ради тоа што му е срам, ќе се бутнат у вода, ќе направат белја, ќе судави. Значи пливањето, освен што ти можеш сам себе да си го спаси животот, можеш да го спаси животот и некој друг што не знае да плива и што може да се најде во таква ситуација. Така да позитивната ствар у тоа не е само ти да бидеш врхунски пливач, да поставиш, да имаш некој било каков резултат. Она што ти ќе го добиеш како знаење и како вештина
и она што тебе ќе те изгради дополнително, ако веќе се насочиш у професионален спорт, нели, дисциплина, да научиш што значи да изгубиш, да научиш што значи да победиш, да знаеш како да се однесуваш у сите тие ситуации и што треба све да направиш за да ти донесе резултат, дека работата е макотрпна за ти да нешто добиеш, значи дека не е све, дека не ти е све заслужено, дека мораш да го заслужиш за да го добиеш, е она што те гради да бидеш подобар човек утре. Да. И таа дисциплина е многу важна, која што неколку пати ја спомна, да ти да можеш да имаш таква дисциплина, да 2 пати, 3 пати во денот ти тренираш, Да. тоа се пресликува и кога ќе треба да идеш на работа, па имаш деца со нив, па и на нив ја пренесуваш таа дисциплина и мислам дека е многу важно и не можеш секаде да научиш на теорија и пракса, кога ќе го видиш во пракса и кога ќе го искусиш во нулата малце не смета, ама кога ќе го искусиш и ти дало резултат, многу полесно е после да Апсолутно, да да. направиш после. Кога си правил тешки некои работи, кога ти било многу тешко, кога не си сакал да го направиш, мислам, периоди зима, 5 сабајле, мрак надвор. Значи ти треба да станеш у 5 сабајле, каде што надвор е мрак, твоите врсници се у диско се журкаат, ти праќаат слики, видеа. Тој момент на тешко, кој ќе го поминеш како момент, веќе после тоа што и да ти дојде на тоа ниво, ти го поминуваш многу полесно затоа што веќе си го надминал тоа. Значи веќе нешто си го поминал, веќе не ти е тоа, не ти представува проблем, не ти представува тешко. А у животот се случуваат и многу потешки работи што ќе треба да ти дојдат и ако веќе ти си имал некоја вештина како да се носиш со тоа, ќе се потсетиш или нема да се потсетиш, него природно ќе ти дојде тоа да го надминеш без да имаш некои одредени последици. Да, Поради тоа што ти си се изградил, си скалемил на некој начин низ процесот кој што си го поминувал у спорт. Несвесно си ги поминал тие тешкоти. Да, убавото е што например спортот не станува збор за живот или смрт. И ти окей, да, можеби нема да го освоиш надпреварувањето или нема да направиш рекорд или свој личен успех, што и да е, на крај ден си идеш дома, животот продолжува, а голем дел од работите во животот некогаш и се живот или смрт, кај што мора да работиш и има консеквенции кои што се однесуваат на тебе на многу поголем начин отколку било кој спорт или било кој утакмица или што е да е. Да, се сложувам комплетно со тоа, да. Така е, да. Меѓутоа, пак, живот или смрт, меѓутоа ти си го направил тој момент, тој процес си го поминал, каде што сега веќе не го гледаш така, значи не ми е се ова живот или смрт, ова ми е нешто тешко што веќе сум го правил тоа тешко и сега ќе го поминам така. Да. За крај сега да те прашам и твое лично искуство и професионално, дали кај нас и колку е присутно колку е присутен тој разговор за ментално здраве и за колку е само важно не само и физичкиот аспект во спортот, туку и менталниот конкретно упливање. Да, поготово упливањето, генерално мислам дека и у секој индивидуален спорт е исклучително битно затоа што се бориш сам со себе. Нема тука која ти помогне, нема која ти подае, нема кој да ти набаци, нема кој да шутне наместо тебе или нешто слично. Така да е многу малце застапено, многу е мала едукацијата на тоа ниво, а е исклучително битно генерално у спортот, не само индивидуален, него колективен, затоа може да се изгради една здрава инфраструктура спортска и за да може таа кариера да трае подолго, кај секој спортист, е многу битно да биде ментално здрав. Да, бидејќи убаво кажи, тие некои индивидуални спортисти се спортови сам преди себе цело. Да, апсолутно. И како да се победи самиот себе и ја немаш таа привилегија да имаш луѓе кои што ќе ти помогнат со играчи кои што ќе ти помогнат да даеш гол или да. И поготово додека не стигнеш до тоа ниво да ти имаш тим со тебе каде што ќе можеш и тој тим да биде да не мора ти лично, меѓутоа да застане позади тебе одредена институција или одреден спонзор или било што, за да можеш да се носиш со тоа, мораш низ тој процес да поминеш. Значи, за да стигнеш до тоа ниво, да имаш тим кој што ќе може ментално да те охрабрува, да работи со тебе, да ти биде поддршка и така натака. Освен нормално твоите дома и луѓе што те сакаат
и им значиш ќе те поддржуваат, меѓутоа некој професионално да го прави тоа за тебе е сосема друг сегмент, сосема друго ниво. Да. А кај нас е тоа исклучително тешко да го постигнеш. И Како се менува сето тоа? Например, како да се направи таа промена кај што се гледа тоа како нешто важно и например во еден клуб имаш психолози и работа со психолози. да. Па системски само, исклучително системски. У секој спорт, у секој клуб треба да постои лице одредено кое што ќе работи на таа тема со спортистите и само на тој начин. Да. А дали има нешто што испуштивме, што не го кажавме? Сигурно има многу, ама нешто што ти текнува за крај? Па мислам дека опфативме генерално доста голем сегмент од мојата кариера до развојот и како све тоа се завршило и што се случува сега на тоа поле у спортот и генерално што треба да се превентивно да се реагира, така да мислам дека опфативме доста. За крај, кој е твоето прашање, тоа што ти најави пред да снимаме, за оние што не слушаат сега? Прашање, јас до гледачите Да. прашање. Па не знам, ајде немам идеја стварно. Не знам, некој предизвик да биде со спорт нешто, не Може. знам, ајде кој може да исплива километар без да застане.